Брајчино, средината на мај. Втор ден од нашето патување низ регионот на езерото Преспа. Како што веќе знаете, преспавме во куќата на тетка Николина. Се воодушевувам од прекрасниот простор и домот на тетка Николина, која до неодамна беше водич во развојот на алтернативниот туризам во Македонија. Добро утро! Каква убавина овдека во Брајчино. Спиење како во рајот. Позади има река, цела ног се слуша шум на река, птички пеат сабајлево, убавина. Веселицата на тајна. Тетка Николина, добро утро! Добро утро! А оваа убавина овдека? Стварно вреди. Вреди. Повелете и друг пат. Штета што нема млади луѓе да користат. Ке заминам јас, ама немам намера да заминам, ама случајно ако се случи, па сега нека бидат живи младите. Живи здрави, нека продолжат. Тревата како килим, вистинско уживање. А овие куќарки Имам убави сунцобрани, ама не ги имам качено. Требаше да качаме. Сите три женски кај се потрефија. А сега на доручек. Зелник, домашен. Здрава храна, мириса прекрасно. Од што е? Од стара жена. Од што е се? Коприви, малку, киселец и прас. Три работи има. Све непрскано. Важно непрскано. Важно органик. Ти си убава. Ај, ти се убава. Јаболкиве, малце понатака. Овде направив рецка. А со љутото е поубаво, Павле, ама сега ваша работа. Вака ќе ви ги сечам на помали велчиња и ова ќе го изедите цело. И сега авантура. Го откриваме западниот дел на езерото. Сирхан, Отешево, Конјско. Македонија е пребогата со можности за развој на туризмот. Царев двор, овде е како петля. Царев двор е туристичко место? Не, али не големо се господи Штарско. Тоа е во Отешево. Застанавме да поуживаме во играта на пеликаните. Жабите со крекање не поздравуваа во ова рано утро. Галичица се капе во снег.
Значи ова му доаѓа рибарско село. Тука има као ресторан и... Ресторан, рибен ресторан. Денес со нас е Владо, пријател на Таше, познавач на туризмот во регионов. И еве го рибарското село, автентично сведоштво за животот во Преспа. Ни се придружи Никола од Мала Преспа, кој тука нешто работеше. Ово рибарско село е. Го правят еден газен, владни организации се велат. И тука има наметја куќарчина стари на времето за риби ловајне. Со мрежје, со потисок, со сак, со сите нешта што го припаѓаат на рибарското село. Ето го се прави мост, што се за рибите, наметот да оде едиме као оде рибите, што одет, тука да се фате рибите. Дали овој простор еден ден ќе го откријат туристите од светот и што ќе се случи тогаш? Маги се ти рибчи, потицата од белбица да. Но Никола повторно не упатуваше во тајните на риболовот во ова село. И назима се го краде со котец, со царска околнаоко, царска ќе заграде тие, му клава и онде немите веле мек што се бери на крајот. И сетне кој ќе влезе внатре, ќе го дупе со полека. Ќе го дупет, зацупаш и тај ќе покос и влезе во немите. Таму има ратилче малецко, така е со... Та не излегле назад, не знае, зашто му гре вратичето, само ќе варте внатре. И со цар палих изваваш седне. Да ме назима, како и сетја рибите, рибарите што овој намет има риби. Снег кој ќе паднеше, ќе го најде, настред не држеше снег. Ќе беше стопе снего само душењето на рибата. Деме тој што немаше на крај најгоре снег, тој ќе имаше риби, има многу риба тој, дише рибата и снего се топи. Видите го знаете тука има риба. Ако ќе се качиш на наметот кој има риба, ќе марниш малце вака и тога ти ќе стои ќе сложи, ќе буче здола. Деме тоа е полн со риби. Во градењето на котецот ка многу полека, да не ропаш. Ќе го пушиш полека околу наоколу котецот, ќе го набиеш со полека, а ќе му валиш не и со песок околу наоколу. Ќе сопчина, за да нема да избегаат. Сакалва зимци коци, не летни. Пред нас со Тешево, а потоа Конјско. Езерото мирно, како во Тепсија. И еве сме на стариот, но единствен пат кон Конјско. Околу 9 километри недопрена убавина. Поглед што го зема здивот. Пред нас во далечината островот Голем град, островот на змиите. Каков мир и тишина, чист воздух, звуци на природата, недопрена убавина. Прв пат во животот гледам поле со перуники.
Стасуваме во Коњско, мало селце, речиси на крај на езерото. Здраво! Леле, у каква убавина живеете? Убавина, ама немат, имат убавина, ама немат продавници, немат тоа, здраво. Здраво. Па сам човек, леле, Боже. Се надеваме, таков беше планот, дека со чамец ќе одиме до островот Голем град. Но за жал планот не ни се оствари. Ни остана само да си поседиме во овој топол, предлетен мир и да се порадуваме на дадената шанса да го видиме ова бескрајно синило и да го споделиме со вас. Ај ми се, Само ни остана да ве поздравиме, ова е наша последна емисија од серијата низ Македонија. Сега сме во Коњско, а ова што ќе го јадеме сега е питата на тетка Николина од село Брајчино. Колку за ваша информација и ориентација, Брајчино се наоѓа тама, овдека е Коњско, ова е островот Голем град. Епа, повелете и пријатен ручек. Нашето пропатување низ Македонија заврши. Малку тага ме обзема што ќе ги оставам овие убавини зад мене. Но како што се вели, се што е убаво, си има свој крај. Но тоа значи и нов почеток. Има уште тајни за откривање, а авантурата самата некаде ќе не однесе. Решивме да се вратиме во Скопје преку Галичица. Решени сме да го видиме езерото Преспа уште еднаш од тие висини, но и да го најдеме местото да ги видиме и двете езера одеднаш, Охридското и Преспанското. Нешто што ретко се случува. Се возиме низ планината и еве го езерото Преспа. Се капе во утринското сонце. Не можам да ви го опишам чувството, но ќе ве повикам да дојдете и видите сами. Па толку е близко до нас. Да знаете само колку странски туристи сретнавме на точак, на мотори, дошле од друг крај на светот да ја видат оваа убавина. Дали вие некогаш сте биле тука? На планината се уште има снег. Се возиме нагоре, обидувајќи се да ја најдеме точката која ја бараме. Поради својата локација и несекојдневната природна убавина, естетска вредност и особена ендемска флора и фауна, Галичица уште од 1958 година е прогласена за национален парк.
колку можности за спортски активности. Во ваква убавина ништо не е тешко. Се качувам полека, но сигурно. Значи, оно што го гледате сега, што се надзира малку, тоа е Преспанското езеро. Ние дојдовме од таму, преку Тешево, си искачивме по Галичица, го гледате патот по кој што се качувавме, со кола, меѓутоа после тоа требаше да идеме малку пешки. Тоа пешки, морам да ви кажам, не измори, затоа што имаше едно 5-10 минути добри качување, а ова сега што се отвори пред нас е Охридското езеро. И уживајте у гледката, затоа што оваа гледка е навистина ретка. Ние по патот сретнавме моторџи, сретнавме луѓе на точак, значи многу луѓе знаат за оваа гледка и за овој убав простор. Каква невидена убавина, погледнете и самите. Селото Трпеица, македонскиот Сан-Тропе. Научив нешто од овие патувања низ Македонија. Имаме прекрасна земја, богата со природна убавина, чиста и недопрена, подготвена да не прими да ја откриваме. А сега, збогум.